Вистинска приказна за македонскиот сон на боричкиот клуб Бучим Јака од Радовиш. Сон кој станува јаве. Ванчо Чифликанец. Исклучиво Ванчо Чифликанец, а тој е и виновен за освоената светска титула и за сите успеси на борењето во Радовиш и во Македонија. Патот до шампионските титули и предизвикот да се победат најдобрите. Ванчо Чифликанец тогаш председател и тој си свати најсериозна работа, го организира клубот и од еден прочен клуб направи еден клуб што навистина со огромни чекори отиде напред. Сега во овој момент може да кажеме дека екипата на Бучим Јака од Радовиш е европски шампион. Милиарди и пол. Индија исто една голема земја, милиарди, нешто 2 милиарди. Нација, голема нација. Немаат уште ове резултати што ги има Македонија. Али тоа не беше доволно, сакавме преку спортот да кажеме оти ние сакаме спортот и тоа е најдобрата универзална алатка да се надпреваруваш со големите држави. Ние сме шампиони на светот. Документарен филм Македонски сон. Ние сме светски шампиони. Ова што го видовме беше најава за денешната премиера на македонската телевизија и ние имаме своји светски шампиони. Македонски сон, ние сме светски шампиони, е насловот на документарниот филм кој е посветен на најуспешната екипа во историјата на македонскиот спорт, онаа која прва го проби мразот и освои европска и светска титула. Тоа беше боричкиот клуб Бучим Јака од Радовиш. Ова утро професор доктор Ванчо Чифликанец, одговорниот за овој успех, директниот учесник во овој успех на македонскиот спорт, е гостин во нашето студио. Поводот е книгата, но поводот се и тие моменти за кои ќе признавам живеевме сите ние кои го сакаме спортот. Добро утро и добро дојдовте во нашето студио. Добро утро, Македонијо. Поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Благодарам до Националниот сервис, македонската телевизија, секојаш во континуитет повеќе децени наназад, па и сега, што сте секојаш промотор на спортот и еве и промоција пред македонските гледачи, пред гледачите на македонската телевизија на оваа монографија, не само книга, тоа е малку по-историски истражувано. Македонскиот сон, ние сме светски шампиони, ќе можеме да поразговараме. Документарен филм, книга, монографија, како што најавивте. Тешко ли беше да се соберат сите искуства од тој период во една ваква, мала е оваа збирка, малку се овие страници за да го соберат сето она што се случуваше во тие 2 години? Јас имам, па и многу мина, имат некој мото во животот, некојаш си многу радосен, среќен, лично, индивидуално, колективно и национално, кога се постигне некој успех, и тогаш велиме дека голем успех се постигна. Ли како времето одминува, премиски период година, 2, да не кажем и повеќе децении, кога веќе на една временска дистанција од 2,5 децении анализираш што било, како е сега, што би направил, у тој период, може би сега е потешко тоа да се собере на 500 страници, него тогаш кога тој успех сме го постигнале. И на оваа временска дистанца мислам дека можеме да напишеме уште 500 томови од 1000 до 2000 страници, затоа што многу случаи се случија, многу луѓе, спортисти, борачи, спортски работници, тренери, љубители на спортот, едвај ова го направивме. Но кога ние оваа година, претходната година, полниме 30 години од освободувањето на нашата македонска држава, јас сакав да оставаме белег, како многобројни спортски работници, љубители на спортот, спортисти, борачи, за тие 30 години што направи спортот во етаблирањето на македонската држава. Ние затоа оваа книга по повод 30 години самостојна македонска држава, Република Македонија,
првите 5 години етаблиравме низ бизнис на тоа, сакавме и во спортот да бидеме европски клубски шампион и светски клубски шампиони за афирмација на македонската држава. Како се решивте? Во тоа време најпопуларен беше фудбалот, како и денес. Кошарката ни беше силна, го имавме тогаш Петар Наумовски, беше кошаркар на годината избран во Европа. Ракометот земаше замав. Како се решивте да останете и да влезете баш во борењето? Па видите, јас сум бил младенски шампион на Македонија, на тогашна Југославија, бил сум сениорски шампион и така да сум се бавил со борење. Тоа ми е првата спортска љубов од моите 12-13 години, после завршувањето на факултетот кога одев да студирам, јас се откажав, а завршив со младенски македонски југословенски шампион. И љубовта према спортот на мене е секогаш била. Јас се кеам се како студент во Белград, навијав за Георгиевски, Благоја, за Методија Спасовски, за Панчев. Значи, за Русевски навивав, тогаш се тепав, карав во хала спортови, кога јас велев Македонија, Македонија, еден ми додава, вика, немој да навиваш Македонија, вика и Куманово, Русовски. Викам, зошто да не Македонија, тоа е шовинизам. Јас тогаш, 18 години, не знам што е шовинизам. Бидејќи јас бев техничар, повеќе по тие историски науки не сум бил, и викам, зарем Куманово, Русевски не е од Македонија. И за Вардар, и за Работнички, и за Благој. Значи, секојаш, јас сум спортско срце, како ние сите граѓани во Македонија, имаме афинитет према спортот, и да се бавиме, и да навиваме. И токму борењето има голема традиција во Македонија. Македонските граѓани, дали се македонци, албанци, турци, власи, срби, тоа е во генот да се борат и во спортот. И затоа јас го одберав спортот, борењето, затоа што има голема традиција во Македонија, а посебно во Радовиш, и мислев дека тука има доста талентирани спортисти, борачи, што можеме да направиме висок резултат на европско и светско ниво. Тоа го направи во ракометот Комедал Ѓорче Петров, потоа го направи Вардар, двоен европски шампион во машкиот ракомет, многу тешки силни достигнувања. Дали бевте свесен за пречките на кои ќе наидете да се стигне до врвот на Европа, па и до светскиот врв? Не е лесно. Ете, тоа беше еден мој личен детски сон, заедно со колективот, со нацијата го остваривме. Ако не сонуваш, ако не фантазираш, ако немаш желба, ако не работиш, ако не се потиш, нема да биде. Јас многу спортски клубови, дали од ракомет, од фудбол, од кошарката, кога гледав, и велев, зошто у Македонија да нема клубски, европски и светски шампиони. И една тајна овде ќе откријам. 91 година, кога се ние осамостанивме по пат на референдум, бев еден од тие активисти, и на мене во соседните земји ми велеа, ќе издржите толку месеци, година, најмногу, па за кого ќе навивате, кој спортски резултат ќе го направите. И тогаш јас добив како личност, а сигурно после како колектив, еден внатрешен мотив, зошто па и ние македонците, за кого ќе навиваме? Ќе навиваме за Македонија, за македонската репрезентација, за мојот клуб, да направиме клубски, европски или светски шампион. И многу имаше мотивации и мислам дека тој проект е повеќе децени тлееше кај сите нас поединци, кај мене тлееше 27 години од пионер од 12-13 години, али работев на него 7-8 години да бидеме европски клубски шампиони, заедно со тимот во Радовиш и со тимот во цела Македонија. Ќе откриам јас една тајна, тие години 95-6 бевме средношколци, бегавме од часови за да ги следиме преносите на македонската телевизија. Сега, еве, например, јас завршив тука во оваа куќа на оваа тема, на тема спорт. Како има ли еден момент кој што би го издвоиле од овие 2 години, нешто што прво ви паѓа на памет кога ќе се каже европски и светски шампион? Дали некоја борба, дали некој потек, дали некој ден, дали некој збор? Нешто што прво ви паѓа на памет кога ќе се спомене овој успех на Бучим Јак? Господине Бранко, во тие почетни години на нашата самостојна држава Македонија,
кое етаблиравме преку бизнис, преку култура, преку образование, спортот е еден главен темел. И тоа не беше само спортот, повеќе од спортот да бидеме клупски европски шампиони. Сега кога го вратам филмот назад, како станавме, колку на поедини држави, да не кажам нации, соседи, и сметавме. Еве се да ви кажам пример. Кога нашиот јужен сосед ја минавме границата во купот на европски шампиони, на границата не може со тренерка Македонија. Борачите, спортистите наши сакат да се вратат. Не. Ние ќе одеме во Атина, на Крит, ќе ги победеме, подобро да ги победеме 10-0 убедливо, него ли да се вратеме. Одеме, химната наша македонска не се дава да се пете. Мотивацијата беше повеќе, не беше само спортска игра, повеќе од спортска игра. Не може, само нивната химна, јужниот сосед, пак мотивацијата беше повеќе, пак 10-0 ги победуваме. Да тие моменти тешки, не беше тоа со црвен тек постелено, еве Македонија, Радовиш, Бучим, Јакак треба да биде европски, клупски, светски шампион. Прво треба да си го изработиме овде дома, да се испотиме, да имаме визија, со борачи, љубители на спортот. Имаше доста патешествија, али кога слушаш во салата 6000 публика, вика едногласно, громогласно, Македонија, Македонија, и кога нашите функционери во Европската и Светската боречка организација, од соседите сите, и кога бевме европски и светски шампион, Ванчо, нема поголемо македонство, нема поголем успех. Вие македонците многу борбен народ. А истите тие луѓе пред 3-4 години во приватни разговори дали можеме како држава да издржиме и за кого ќе даваме. Значи, мотивацијата кај нас, спортистите, љубители на спорт, сите спорт, и јас како мотор, како локомотива, на тој целокупен проект, на Европски куп и Светски куп, бевме сите горди и до ден денеска сме горди. Да преминеме на најава за филмот што ќе можеме денеска да го следиме, на кој сте патем кажано вие сте продуцент. Чисто едно прашање за борењето во Македонија денес, сега во овие години. Каде се загуби таа љубов кон борењето? Каде се загубија резултатите? По овие резултати и по доскоро единствениот медал на Олимписките игри што го имавме беше од борењето, како независна држава, спласна страста за борењето. Нема веќе жар таква, како некогаш. Ова е комплексна материја и ние сите така повозрасни во спортот, лично јас, имаме еден критички тон, дека борењето беше најтрофеен спорт во Македонија, на Балканот, бивша Југославија и така натаму. Ние имаме олимписки златен медал, Шабан Трестена, имаме медалја од Шабан Сиди и Могамет Ибрагимов, Зоран Шоров, европски првенства, Павле Јованов од Радовиш Филката, имаме многобројни. Значи, тоа е најтрофеен спорт во Македонија бил. Со сериозни остварувања? Сериозни, далеко сериозни, и со големите нации се носевме. Што знам, анализа треба да се направи, иако во последните години, не во континент се помага, дали е доволно, не ли е доволно, се поставува прашањето дали рационално се троши спортскиот денар, спортското евро, долар, дали наменски се троши за спортистите, не за патување, него за спортистите, борачи. Мислам дека треба сите ние кои сме биле актери, главни, па и сега го пратиме спортот и сме во состојба да помагаме, треба да си го ставиме прстот на чело, каде оде македонското борење. Јас не само оваа книга за клупскиот европски и светски шампион, напишавме на книга пред 5-6 години на сите резултати што ги напишав македонскиот спорт, македонското борење. Сите наши соседи, странци се диват какви резултати. Сега ако би сакале да напишеме токму, господине Бранко, и оваа книга, Македонскиот сон, ние сме светски шампиони, не е да кажеме што сме биле, него сакаме да покажеме што можеме како
нација, како народ, како спортисти, спортски работници, ако сме можеле пред 25 години интерконтинентални куп да го победиш Вашингтон, Токио, Лаос, Москва, Анкара, Наполи, Атина, зошто сега исто после 25 години, кога веќе сме многу по-осознаени, етаблирани како држава, како нација, како спортска нација, еве после тоа, ние после нашиот прв успех, Ѓорче Петров, тоа е голем успех во раковето. Во фудбалот голем успех, за Вардар 2 пати европски шампион, голем успех. Фудбалската репрезентација на европско првенство, кошарката 4-то, многу медали. Зошто во континуитет да не се продолжи? Затоа ние сите, посебно одговорните институции, клубовите, спонзорите, треба да си го поставим праш каде сме и што понатаму и хитно да интервенираме со активност. Стоите на ставот дека можеме? Многу повеќе можеме него ли што мислиме. Ако можеме на почетокот на етаблирањето на нашата држава, зашто сега после 30 години да не можеме? Што ќе гледаме во документарниот филм во премиерата денеска на македонската телевизија? Ете, пораката во документарниот филм беше едно 10 години дали да снимаме, дали да не снимаме. Еве и вие добро рековте, господине Бранко, се сеќавате, сте бегали од часове и многу млади деца, сега сериозни, измислени професори, доктори се, викаме тоа што беше 95-96 година нема да се понови. Ние филмот го направивме еден едноставен документарец, али со силна порака дека нема мали големи држави, нема мали големи народи. Само има мали и големи срца, а во Македонија граѓаните го имат големото срце. И пораката, дали си мал или голем, во спортот, на спортската арена си рамноправен и тогаш е достоинствено да се бореш рамноправно и да го победиш. Пораката дека, иако сме мали, скромна држава, али надежта може да остане, да во спортот постигнуваме резултати и да ги победуваме. Има порака во филмот и во книгата, не е само да си спортист, да си образован човек, да се полнеш самиот со енергија. Бидејќи јас и во книгата и во тоа животот е борба, не е само борењето борба, е борба и во сите сфери на живење. Ако не се бориш, не можеш да бидеш меѓу најдобрите, да не кажам најдобри. И затоа пораката у филмот дека ние сме светски шампиони во спорт кој е постар од нациите, од државата. А Македонија се уште се боре дали сме целосен идентитет, дали сме признати целосно, не сме признати од луѓе, а сме шампиони во спорт кој е најстар во човечкиот род. И тоа беше и мојот мотив и мотивот на сите спортисти борачи кои се боревме 95-96 година, да покажеме на нашите соседи на Евро и при свет дека можеме да бидеме во спорт први шампиони европски светски, што е стар како и човечкиот род. Кога немале имења државите. Што ќе им порачате на младите кои тргнуваат во водите на борењето? Има ли надеж за нив? Не само борењето како спорт, него и сите останати спортови. Сите останати, без исклучок, нека се бават со спорт за кој имат најголем афинитет, бидејќи ако се во спортот успешни, ќе бидат успешни и во другите сфери на живење. Некојаш и од поразот се учи. Ако во животот не си поразен, ако некојаш не се издигнеш од пепелта нагоре, не можеш да го доживееш и победата. Затоа на сите спортисти и порачувам да се борат, да спортуват во сите сфери на живење. А ние, што имаме можност да помагаме, треба до крај, во границите на можностите, кој колку може, некој може максимално, треба да го помагаме македонскиот спорт, за било кој спорт, а со тоа ја афирмираме и сопствената земја.
Нема поголема гордост да чуваш негде во некоја светска метропола, Македонија, Вардар, Бучим, Работички или име и презиме и така натаму. Борец се спортисти. Ванче Чифлиганец, професор доктор Ванче Чифлиганец, ова утро гостин во Македонија наутро. Ви благодариме што одвоивте време да бидете тука, да бидете со нас, да им презентираме на гледачите што всушност значи и оваа монографија, и другата книга, и документарниот филм кој што денеска ќе го гледаме на нашата програма. Повторуваме 17 часот и 45 минути. Благодариме уште еднаш. Благодарам, господин Бранко. Секојаш Македонска телевизија, посебно сега сте афирмирате го македонскиот спорт и верувам со книгата и со филмот ќе потикнете, ќе побудете многу млади спортисти, спортски работници како нас.